Моменталната трговска размена меѓу Македонија и Албанија изнесува само $270 милиони, но според бизнес секторот таа мора да достигне до 1 милијарда во следните неколку години. Како поддршка за исполнување на целта, македонската влада активно вложува во изградба на коридорот 8, кој треба да го поврзе пристаништето во Драч со Македонија и потоа по коридорот 10 да се пренесуваат стока низ Европа. Во моментов во активна градба или во завршување само во дел на автопати и експресни патишта на коридорот 8 имаме инвестиција од 2 милијарди и 100 милиони евра. На тоа ја надодаваме железницата. Таму постигнавме договор со Бугарија, таму имаме исто така огромни инвестиции и на тоа се додаде Кичево, Охрид, Струга, граница со Албанија, тоа ќе биде комплетно нова линија во вредност од 2 милијарди евра. Мислам дека е многу лесно да пресметаме дека некаде над 3 милијарди евра во железница ќе се инвестира во следниве 5 до 6 години само на коридорот 8, што ако изоберите двете суми заедно доаѓаме до вредност од 5,5 до 6 милијарди евра инвестиција само на коридорот 8. Воедно вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски смета дека трговската размена мора да се зголеми преку користење на блискоста меѓу двата народа. Но имајќи предвид поврзаноста на двете држави, ние не само што сме соседни држави, туку значаен дел од населението во Македонија од албанска националност и тоа дополнително треба да ги поврзува двете држави, тогаш овие бројки се секако незадоволителни и треба да бидат многу повисоки. Председателот на Стопанската комора Бранко Азевски ги повика бизнисмените сериозно да ја сватат работата и отворено да зборуваат за проблемите и за можните решенија со цел зголемување на инвестициите, поврзаноста и туризмот. Дајте да се обединиме, да ги затвориме дупките, да го легализираме прометот и да ги направиме Македонија и Албанија една држава и еден ентитет кој што ќе го дигне прометот од 207 на милијарда евра. Суштината на бизнисот бара нов предизвик. Да се отворат коридори за сите земји што немаат излез на море, како што тоа го направија 20-тите години од минатиот век со Грција, за да се спречат било какви инциденти и конфликти, да се развие трговијата и да се покаже меѓусебната доверба меѓу државите. На форумот бизнисмените ќе дадат идеи и ќе разговараат за потребата од подобра поврзаност, добра инфраструктура и заеднички настап на трети пазари.